Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, председателот на владата Емил Димитриев, партиските лидери и функционери испратија честитки по повод големиот христијански празник Богојавление Водици до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, како и до сите православни верници, посакувајќи да го поминат во добро здравје и во многу радост. На денот кога ги осветуваме нашите води, најискрено посакувам во нашите срца да се всилат хармонијата и разбирањето, трпението и милосрдието во духот на овој голем празник, да го поттикнуваме најдоброто во нас и најдоброто кај нашите ближни и кај нашите сограѓани, независно од нивната етничка, верска, јазична и идеолошка припадност. Само така ќе чекориме кон остварување на заедничките цели за успешна и просперитетна Република Македонија, се наведува во честитката од председателот Иванов. Славејќи го Богојавление и нашата верба во Бога, го следиме Христосовото учење за мирен, спокоен и богоугоден живот, за трпение и милосрдие, за чиста и искрена мисла. Вредностите кои ги носи овој празник да ни помогнат да продолжиме да работиме за доброто на сите граѓани на нашата земја, за подобрување на економијата, за унапредување на стандардот на населението, за создавање на услови за раст и развој во секоја општествена сфера и изградба на напредна Република Македонија. Токму затоа, додава председателот на владата Емил Димитриев, и оваа година, прославувајќи го овој голем празник, да се помолиме на Бога да ги освети нашите реки и езера, да ги благослови нашите граѓани и нашата држава, дарувајќи ни здравје, среќа и берикет. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во својата честитка порачува, празнувајќи го Богојавление, да се помолиме на Бога да ги освети нашите води и да ги просветли нашите души и нашите семејства, дарувајќи ни здравје, среќа, берикет, повеќе радост. Онака како што денес свечено со литија молитви и силна верба во Бога тргнуваме кон местата на водосветот, со истата верба да продолжиме да чекориме по патот на успехот и просперитетот на нашата татковина. Со Божја помош и Божји благослов да создаваме нови дела за Македонија и нашите идни поколенија. Нека Бог ни помогне во сите искушенија и предизвици да истраеме. Нека дарува мудрост и сила да го зацврстиме единството, да се почитуваме, да си помагаме и да ги унапредуваме вредностите кои се предност на нашето општество, наведува Груевски во честитката. Председателот на СДСМ Зоран Заев исто така упати честитка. Денешниот ден на духовното раѓање носи нова животна сила на секој од нас за потребната обнова и на нашето општество во кое среќно ќе живееме сите. Посакувам празникот да го поминете меѓу саканите во семејството во добро здравје, исполнети со љубов и меѓусебно разбирање, вели Заев во честитката.